По повод големиот христијански празник Воскресение Христово Великден, денеска во црквата Свето Благовештение во Прилеп на заедничка празнична трпеза по 8 традиционален пат седнаа представници од Прилепското архиерејско наместништво, како домајкини и гостите од ромската заедница. Градењето со живот меѓу овие две религиозни групи, нешто кое со децении филигрански се плете и се одржува, е еден од главните темели за успешен развој на оваа микрозаедница, но и аманет за сите идни генерации. Практикуваме средби помеѓу представници на православната македонска црква и представници на ромите од нашиот град во знак на почитание взаемно помеѓу нас и нив, на соработка помеѓу нас и нив, нешто што во нашиот град е одлика и пример за многу градови во нашата република, нешто што се протега со децении, да не речем и со векови. Затоа што аманетот што ние ќе им го ставиме ним, ќе биде аманет за генерација. Овие верски средби помеѓу представниците на православната христијанска црква и религиозната група Ехли Сунет Вел Џемат, кои што во континуитет се прават поред 8 година, се со цел да се гради со животот на муслиманите роми од град Прилеп и христијаните од град Прилеп, е да покажеме за идните генерации кои што доаѓаат после нас дека треба да го негуваат со животот, да продолжат таа традиција кој што ние како представници ја негуваме во овие години наназад. Почитувањето на адетите и обичаите на оној кој што е различен од тебе не е ништо друго, освен квалитативна одлика на цивилизиран, културен и воспитан човек. Со ова покажуваме едно големо ниво на соживот, на почитување помеѓу нас, и ова богатство на соживот и почитување помеѓу нас треба да го градиме и понатаму, и секогаш нагласувам дека сме пример не само Македонија, туку и пошироко на Балканот за меѓусебно живење на христијаните и ромите муслимани во градот Прилеп низ векови. Инаку востанувањето на оваа традиција се наметна токму од тие причини, што на овој простор од секогаш постоел квалитетен соживот меѓу православните и муслиманите, независно од тоа што бројчано се разликуваат многу. Ваков празничен ручек организира и ромската заедница за празникот Курбан Бајрам.